Струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов седнува на обвинителна клупа. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција денеска информира дека обвинението против 10 луѓе и 13 фирми кои се товарат за финансиски криминал тежок десетици милиони евра е одобрено од Кривичниот суд во Скопје. Обвинителството бара и конфискација на замрзнатиот имот. Крмзов и неговите внуци од брат и сестра Васе Панајотов и Зуле Кармзова Василева се обвинети како организатори на злосторничкото здружување кое преку формирање различни фирми меѓусебно си издавале фактури со невистинита содржина за да може да си наплатат поврат на ДДВ од државата или да го намалат данокот што треба да го платат. Освен нив, обвинети се уште 4 нивни бизнис соработници. Се товарат за даночна измама и перење пари. 3 сметководители се товарат зашто по барање на обвинетите ги прикажувале фиктивните фактури во даночните пријави до УЈП за неосновано да бараат поврат на ДДВ или намалување на данокот. На овој начин, според обвинителството, прикажале повисок влезен ДДВ за 67 милиони евра, а од УЈП добиле поврат на ДДВ од 22 милиони евра. Со 7,5 милиони евра биле покриени даноци на фирмите. Средствата за кои обвинетите знаеле дека потекнуваат од кривично дело биле внесени во платниот промет и префрлани меѓу правни лица со цел прикривање на нивното потекло. Дел од средствата биле употребени за купопродажба на имот, враќање кредити кон банки, подигање готовина како и за плаќање добавувачи на градежни материјали за изградба на станбени комплекси. Во истражувањата на оваа тема, Код веќе објави дека еден ист деловен простор бил продаван од една на друга фирма, па од втората на трета и така во круг. Деловен простор во Струмица бил продаван за 10 до 18.000 евра за квадратен метар, што ги подгрева сомнежите за перење пари. Истражувањето покажа дека фирми кои биле во сопственост на семејството Крмзови биле продавани на непостоечки косовски државјани, кои по продажбата почнувале да книжат загуби. Во изминатите повеќе од една година Крмзов негира дека имало нешто незаконско и оти истрагата против него е со цел да му го преземат бизнисот. Целата таа, ајде да кажем, акција е почната уште за време на СДС. Се е на локално ниво, одредени локални мокници, кои мислат дека државата е нивна и може да прават што сакат, оркестрираат инфилтрирани податоци, лажни податоци до министри, до премиери, до службите, за јас да бидам криминалец. Кои се тие локални моќници? Од претходната и од сегашната власт. Нема да посочите имиња? Не. Кривична пријава беше поднесена и против 8 на инспектори од Струмичкото УЈП кои дозволувале ваквите злоупотреби да поминат, но таа е префрлена во Струмичкото обвинителство.